Добро утро, колеги, и добро утро до сите гледачи на нашата утринска на Телма. Именно ова утро ќе позборуваме за меѓународниот турнир, односно трет меѓународен мастер турнир во ватерполо, кој што се одржува по повод 13 ноември ослободувањето на Скопје. Овој турнир се одржува денеска и утре и е во организација на клубот Вардар ветерани. Повеќе информации околу оваа интересна тема ова утро разговарам со Саша Лазаревски, мој денешен гостин. Добро утро и добро дојдовте во нашата утринска. Благодарам на поканата. За почеток сакам да се заблагодарам на телевизија Телма за поддршката која што ја давате за промоција на овој спорт и за овој турнир. Инаку турнирот е трет поред, веќе трета година го организираме ватерполо клубот Вардар ветерани во наша организација. Оваа година, за разлика од претходните две години, имаме многу гости, 12 гостински екипи од 12 држави од цела Европа. Турнирот стана традиционален, инаку е избран датум од 13 ноември, денот на ослободување на град Скопје. Ова беше еден турнир кој што на времето го одржуваше ватерполо клубот Вардар и ние се вративме на таа традиција и сакаме пак да го обновиме, со тоа што од наредната година планираме да правиме два турнира, еден да биде за ветерани, еден да биде за млади категории деца, за да понатаму остане оваа традиција да ја пренесеме на помладите генерации. Надпреварот всушност започнува во 10 часот, како што ми напоменавте денеска, ќе има некое свечано отварање, како ќе биде проследено? Значи, надпреварите ќе бидат од 10 до последниот започнува во 16 часот, петок, денес и утре сабота. Влезот е бесплатен, сите оние што се заинтересирани за овој спорт, што сакаат да видат и да учествуваат тука, да присуствуваат, можат да дојдат, влезот е слободен. Отварањето ќе биде во 1:20 часот, ќе дојде градоначалникот на општина Карпош, ќе директорот на агенција на младите да не почестат и да го отворат овој турнир и се надевам дека ќе дојдат доста луѓе да видат, љубители на овој спорт. Се надевам и јас дека ќе биде така. Се знае ли, односно кога ќе се знаат самите резултати од овој надпревар? Утре се игра финалето од 15 и 16 часот, ги имаме четвртфиналните, полуфиналните и финалните надпревари, што значи дека утре веќе ќе го имаме победникот. Уште еднаш да напоменам, имаме 13 екипи, сите се од прилика на исто ниво, ова се ветерани над 35 години, значи имаме играчи над 50 и над 60 години, луѓе кои што се занимавале активно со овој спорт, а сега исто така помагаат за развој на истиот и на младите категории. Имате ли некои очекувања кој ќе победи, дали можеби вие ќе земете победата? Се надевам дека ние Вардар може да го земеме турнирот, ама има и други, има силна конкуренција, како што напоменав, имаме екипи од Англија, имаме од Словачка, имаме од Хрватска, Црна Гора, Босна и Херцеговина, Србија, имаме од Турција, што значи дека конкуренцијата е голема, но се надевам дека ние ќе успееме да го освоиме турнирот. Се надевам јас дека ќе биде така, со оглед на тоа дека е трет поред турнир. Може ли да не споделите искуство од минатите турнири? Минатите турнири учествуваа по 6, најмногу 7 екипи. Оваа година сме 13 екипи, што значи дека е добра организацијата, дека им се допаднало на овие екипи што минатите години учествувале. Инаку се помина во најдобар ред, мислам дека добро ја представуваме и државата и нашата федерација и овој спорт. Би сакал да изразам голема благодарност до спортскиот центар Борис Трајковски, до директорот и раководителот на базенот кои што имаат големо разбирање и ни помагаат, бидејќи ватерполото е спорт кој што може да се одржува само во затворени базени и нормално треба да имаме база. Во Македонија во моментот се игра ватерполо само во градот Скопје, но започнуваме до нова година веќе да работиме и во Куманово. Исто така ќе започнеме да работиме и во Струга, каде што моментално е завршена реконструкцијата на базенот, затворениот базен во Струга и се надеваме дека ватерполо клубовите Струга и Охрид ќе започнат со работа. За крај сакам да напоменеме нешто и за ватерполо спортот, односно колку и зошто се препорачува за млади, дали овој спорт е иднината, односно дали се гледа иднина во овој спорт, токму во Македонија? Нормално, нашиот регион, значи овдека на Балканот и Југоисточна Европа, сите држави се играат квалитетно ватерполо. Дури можам да напоменам дека последните 10 години на сите овие првенства, претходно и во Југославија, беше светски првак, а сега сите наши соседи имаат силно ватерполо и секогаш играат во финалиња на светските, на олимпијадите и на европските првенства. Значи, овој спорт е развиен во сите наши соседни земји. Имаме луѓе кои што играле таму и во Скопје, кои што сега живеат, имаме тренер во Малта, имаме луѓе кои што се занимавале професионално со овој спорт и има иднина. Но сепак ние сме обврзани, исто така им ни требаат базени, ни треба спортска база.
Огромна благодарност сега на Агенцијата за млади и спорт, која што во моментот има разбирање за спортов и ги гради тие базени. Се гради инфраструктура, може би бавно, но подобро побавно отколку никогаш. И се надеваме дека ќе го развиеме овој спорт и ќе имаме иднина. Во моментот во Скопје овде на овој базен работиме 4 клуба во ватерпол и имаме преку 100 дечиња кои што сакаат да се занимаваат, што е добра бројка. Имаме добар развој, со дечињата учествуваме на многу меѓународни турнири постојано, исто така и сме организатори на такви турнири овде во градот Скопје. Понатаму планираме да се вклучиме и како репрезентација, веќе спремаме една генерација 2010 годишни и помали деца кои што ќе учествуваат на Јадранска лига, но ќе настапиме не како клуб, туку како репрезентација. Значи од сите овие 4 скопски клуба ќе ги избереме најдобрите и ќе пробаме да се представиме во Јадранската лига. Тоа се бившите ју републики или држави, има еден модул на надпреварувања, а се надеваме и дека во наредната година ќе започнеме, веќе ќе направиме повеќе. Ние одржавме оваа година првенство, но учествуваа само 2 клуба, тоа се ватерполо клубовите Вардар и Локомотива. Оваа година започна и веќе има екипа и ватерполо клубот Младост, а исто така работи и Про Кидс. Се надеваме наредната година минимум 4, а можно е и Куманово и Струга да направат клубови, што значи дека веќе 6 клуба да се надпреваруваат во млади категории во наше првенство. По самата ваша експресија, односно изразот на вашето лице и ентузијазам, верувам дека во овој спорт ќе има иднина и дека напоменавте всушност дека има околу 100 заинтересирани млади, верувам дека и таа бројка ќе се зголеми. Ви благодарам многу за разговорот. Ви благодарам и на вас и се надевам дека ќе направиме големи успеси и понатаму да се гледаме и постојано ќе не поддржувате како телевизија. Благодарам. Благодарам уште еднаш. Сите оние кои што се со спортски дух и дефинитивно немаат како да го поминат слободното време денеска и утре, дефинитивно треба да дојдат и да го гледаат овој надпревар тукму овде во спортскиот центар Борис Трајковски и секако влезот е бесплатен за сите оние кои што се заинтересирани.